Азискиот пазар е нова можност за извоз на македонските производи. Во време на глобална криза, азиските компании се заинтересирани за поблиска соработка со македонските компании. Целта е излез на пазар од 15 до 20 милиони конзументи кои треба да бидат обслужени со македонски производи. Ова е релативно нормален пазар, не се големи бројки, нашите компании некогаш во поранешната држава биле дел од таа бројка на клиенти, консументи, пазар. И еве сега можности со оваа соработка можеби пак да се освои еден таков пазар, меѓутоа треба добро да се размисли кога ќе се вети дека можеме ние да испорачаме во континуитет одредена бројка и количина на производи. По посетата на сајмот во Тајпеј од страна на Бизнес конфедерацијата на Македонија, заклучокот е дека македонските производи се со повисок квалитет од тие што се продаваат таму. Пазарот е посебно заинтересиран за македонската традиционална храна, како ајварот, пинџерот, лутеницата и македонското вино. Во следните неколку месеци македонските компании ќе бидат запознаени со барањето од Тајпеј, а тоа се зголемување на капацитетите за производство, подобрување на стандарди за квалитет и сигурно ќе биде потребна реорганизација на компаниите. Крајот на 2026 година, 2027 година, за време на првите бизнис форуми, ќе ги представиме македонските производи кои мислиме дека може да бидат дел од крајната потрошувачка или од заедничкото производство и заедничка продажба. Според Бошков, македонските компании со кои се разговарало побарале цврсти преддоговори за да може да ги приспособат нивните капацитети за отворените нови пазари. Тие се предпазливи, а според предвидената динамика, првите средби ќе се остварат есенва, на првиот бизнис форум во Македонија. На почетокот на следната година во Тајпеј би се случиле партнерствата за идната евентуална соработка.